Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате седмиот дел од книгата Светска криза и патот до мирот. Ова е збирка на говори и писма од Хазрети Мирза Масрор Ахмад, имам и поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат, петтиот наследник на ветениот Месија. हजरत सैयदे बुल्दे आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Клуч за мирот, глобалното единство. На 3 и 4 декември 2012 година Хазрети Халифатул Месих Петти, петтиот наследник на ветениот Месија алейхи селам и светски поглавар на Ахмадија муслиманската заедница, прв пат го посетил Европскиот парламент во Брисел, каде што одржал историски и клучен говор на многобројните слушатели со повеќе од 350 гости, представници на 30 земји. Домаќини на таа средба биле новосоздадената мешовита партија на Европскиот парламент, групата пријатели на Ахмадија муслиманите, на која председавал доктор Чарлс Танок, член на парламентот на Велика Британија. Тоа е мешовита партија и паневропска група на членови на парламентот, која е основана да ја подкрепи Ахмадија муслиманската заедница во Европскиот парламент и да ги унапредува незините интереси во Европа и во остатокот на светот. За време на посетата на Хазрети Мирза Масрор Ахмад, исто така имал бројни средби со парламентарците и достоинствениците. Оние со кои се сретнал ги вбројува доктор Чарлс Танок, член на Европскиот парламент, Комитет за надворишни работи, член на подкомитетот за човекови права, заменик председавач на парламентарната делегација за односи со парламентарното собрание на НАТО и председавач на група пријатели на Ахмадија муслиманите во Европскиот парламент. Туне Келам, Естонија, член на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, подкомитет за сигурност и одбрана и заменик председавач на групата пријатели на Ахмадија муслиманите во Европскиот парламент. Клод Морес, заменик председавач на делегацијата за односи со Арапскиот полуостров, член на Комитетот за граѓански слободи, правда и внатрешни работи, заменик на лидерот на Европската парламентарна либерална партија и заменик председавач на групата пријатели на Ахмадија муслиманите во Европскиот парламент. Барбара Лохилер, Германија, председавач во Европскиот парламент на групата за човекови права за подконтинентот. Жан Ламберт, председавач со јужноазиската делегација на Европскиот парламент. Фил Бенион, член на јужноазиската делегација на Европскиот парламент и председавач со либерално-демократската европска група. На 4.12.2012 година одржана е меѓународна конференција за печат во собата за печат на Европскиот парламент пред главниот настан и клучниот говор на неговата светост. Неговата светост за време на 40-минутната конференција за печат одговорил на прашања на низа новинарски куќи кои присуствувале таму од Велика Британија, Шпанија, Франција, Белгија, Пакистан и други земји. Во одговор на прашањата на BBC за исламската улога во светот, неговата светост рекол: Исламската порака за мирот е универзална, затоа што нашето мото е љубов за секој, омраза за никој. Одговарајќи на прашањето на представникот на шпанските медиуми, неговата светост рекол дека сите главни религии во својот изворен облик ја поучувале пораката на мирот и затоа вистинските муслимани веруваат во сите пратеници. Секој пратеник, рекол тој, донел порака дека постои еден Бог. Како одговор на прашањето на новинарот од Малта, неговата светост рекол дека должност на Ахмадија муслиманот е човештвото да го приближи до Бог и луѓето од светот да ги запознае со своите должности, да ги чуваат правата едни на други. Главниот настан е одржан пред многобројна публика. Председавачот и заменик председавачот на групата пријатели на Ахмадија муслиманите од Европскиот парламент излегле на подиумот
да му посакаат добре дојде на Хазрети Мирза Масрор Ахмад, поглаварот на Светската Ахмадија муслиманска заедница. Мартин Шулц, председател на Европскиот парламент, исто така дошол во посебна посета за да се сретне со неговата светост. Пред главниот говор на неговата светост, еден број на пратеници се обратиле на присутните и зборувале за своето воодушевување од миролюбивата порака на исламот, каква што ја застапува Ахмадија муслиманскиот джемаат. Доктор Чарлс Танок, председавач на групата пријатели на Ахмадија муслиманите од Европскиот парламент, рекол: Ахмади муслиманите се добре дојден пример за толеранција во светот. Ние овде го представуваме историскиот важен говор кој го одржал Хазрети Мирза Масрор Ахмад, халифатул Месих Петти, поглаварот на Светски Ахмадија муслиманската заедница. Бисмиллахи рахмани рахим. Во името на Аллах, милостивиот, дарител, без барање, somilosен. Сите угледни гости, еселаму алейкум, верахметулахи ве берекатуху. Нека Аллаховиот мир и благослов бидат на вас. Пред се, сакам да им се заблагодарам на организаторите на ова случување, кои ми дадоа прилика да зборувам на сите вас овде во Европскиот парламент. Исто така, сакам да им се заблагодарам на сите делегати, представници на разни земји и останати гости, кои вложиле големи напори да дојдат и да присуствуваат на ова случување. Оние од вас кои се добро запознаени со Ахмадија муслиманскиот джемаат или заедница, или дури и оние кои се помалку запознаени и имаат контакт со поедини Ахмади муслимани, во целост ќе бидат запознаени дека ние како заедница постојано го свртуваме вниманието на светот на воспоставување на мир и сигурност. Ние во рамките на своите можности сигурно правиме најголеми напори во насока на постигање на овие цели. Како поглавар на Ахмадија муслимански джемаат, јас редовно зборувам за овој проблем кога и да се укаже прилика. Факт е дека за потребата за мир и взаемна љубов не зборувам поради било какво ново учење кое го донела Ахмадија заедницата. Сигурно е вистина дека донесувањето на мирот и помирувањето била една од главните цели за доаѓањето на основачот на Ахмадија заедницата, но реално сите наши постапки се поради учењата кои се објавени на основачот на исламот, честниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Некаде 1400 години по времето на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, мнозинството муслимани, за жал, веќе одамна ги заборавиле учењата кои тој ги донел. Така, со цел да се обнови вистинскиот ислам, семокниот Аллах го пратил основачот на Ахмадија муслиманската заедница Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам од Кадијана, во склад со предскажувањата на честниот пратеник на исламот, салаллаху алейхи веселем. Јас сакам сите вас да ве замолам ова прашање да го имате на ум кога ќе зборувам за исламските учења во врска со развивањето на мирот и слогата во светот. Јас исто така ќе спомнам дека постојат повеќе изгледи за мир и сигурност. Бидејќи секој поединечен вид сам по себе е важен, во исто време исто така е важно како секој од нив меѓусебно се спојува. Например, основен елемент за изградба на мирот во општеството се спокојот и хармонијата внатре во семејниот дом. Ситуацијата во домот не е ограничена, туку има ударно дејство на мирот во локалната област, што пак влијае на мирот на пошироката населба или градот. Ако во домот владее вознемиреност, тоа негативно ќе влијае на локалната област и тоа ќе влијае на населбата или градот. На ист начин, состојбата на населбата или градот влијае на мирот на целата земја и на крајот, состојбата на една нација влијае на мирот и хармонијата на пошироката област или целиот свет. Поради тоа, јасно е дека ако сакате да дискутирате поединечно за било кој вид на мирот, ќе видите дека неговиот делокруг не е ограничен, туку ќе продолжи да се шири. На сличен начин гледаме таму кај што нема мир,
се потребни разни методи да се реши тоа прашање, базирани на позадина на проблемот, кој постои и на посебните видови на мирот и сигурноста кои биле загрозени. Кога ова го имаме на ум, очигледно дека е потребно многу повеќе време од што сега имаме на располагање, за да можеме во целост да дискутираме и детално да му се посветиме на проблемот. Но јас сепак ќе настојувам да опфатам барем некои видови од вистинските исламски учења. Во модерниот свет гледаме дека се изнесуваат многу приговори против исламот и голем дел од вината за нередот и борбата е припишан на религијата. Таквите обвиненија се изнесуваат иако самото значење на зборот ислам е мир и сигурност. Понатаму, исламот е таква религија која дава единствено упатство за тоа како да се втемели мирот и поставува одредени правила за да се постигне тоа. Пред да продолжам да ја представам сликата на вистинските и миролюбивите учења, сакам накратко да зборувам за сегашната состојба на светот. Сигурен сум дека вие веќе добро сте упатени во овие работи, но јас ќе ги изнесам така да можете да ги имате во вид кога ќе стасам до дискутијата за исламските учења за мирот и слогата. Сите ние знаеме и прифаќаме дека денешниот свет станал глобално село. Сите ние сме поврзани по пат на разни средства, било со модерниот начин на превозот, било со медиумите, интернетот или со разни други средства. Сите овие факти довеле до тоа нациите на светот да стануваат блиски едни со други повеќе од што во минатото. Гледаме дека во водечките земји се населиле луѓе од сите раси, религии и народите живеат заедно. Навистина, значаен број на жителите во многу земји го чинат странски доселеници. Овие доселеници толку добро се вклопиле што за владите или локалните жители би било исклучително тешко сега да ги тргнат оттаму. Иако се настојува да се намали доселувањето и се воведуваат одредени ограничувања, сепак постојат одредени начини жител на една држава да влезе во друга држава. Навистина, оставајќи го настрана илегалното доселување, гледаме дека постојат одредени меѓународни закони кои им помагаат на оние кои се принудени да се иселат од одредени оправдани причини. Исто така, гледаме дека како резултат на масовното доселување, во одредени земји се шири вознемиреноста и загриженоста. Одговорноста за ова лежи во двете страни, и на доселениците и на локалните жители. Од една страна, некои доселеници ги предизвикуваат локалните жители со одбивањето барем до некаде да се вклопат, додека од друга страна, локалното население покажува недостаток на толеранција и отворена срдечност. Од време на време, омразата зоврива до опасна мера. Многу почесто се покажува омраза или непријателство кон исламот од страна на локалното население во западните земји и тоа како реакција на негативното однесување на одредени муслимани, особено од редовите на доселениците. Бесот и реакцијата не остануваат само на низок степен, туку можат и да досегнуваат исклучителни височини и поради тоа западните водачи редовно зборуваат за овие проблеми. Можеме да слушнеме како канцеларот на Германија повремено зборува за муслиманите како дел од Германија. Го слушаме премиерот на Велика Британија како зборува за потребата муслиманите да се вклопат и дека водачите на одредени земји отишле толку далеку што на муслиманите им издале предупредување. Внатрешната состојба на судирите, ако не се влошува, барем бара известна загриженост. Вакви нешта можат да се разгорат и можат да доведат до уништување на мирот. Нема сомнеш дека последиците на таквите судири нема да бидат ограничени на Запад, туку ќе го вклештат целиот свет, особено муслиманските земји. Тоа ќе предизвика односот меѓу Западот и Источниот свет остро да се влоши. Затоа, за да се поправи оваа ситуација и да се постигне мир, од сите страни се бара да работат заедно. Владите треба да водат политика која ја втемелува и штити взаемната почит, низ која секоја повреда на чувствата на другите
или нанесувањето било каква штета на другите треба да се смета незаконска. Што се однесува до доселениците, тие мораат да одат со желба да се вклопат со локалното население, додека локалното население треба да биде подготвено, да ги отвори своите срца и да покаже толерантност. Понатаму, едноставно наметнатите одредени ограничувања против муслиманите нема да доведе до мир, бидејќи самите ограничувања не можат да ги променат умовите и мислењето на луѓето. Ова не е специфично само за муслиманите, туку кога и да е некој присилно угнетен поради својата религија или верување, тоа ќе води кон негативна реакција, низ која мирот ќе биде тешко повреден. Како што веќе кажав, гледаме дека судирите во одредени земји се засилени, особено помеѓу локалното население и муслиманските доселеници. Очигледно е дека и двете страни стануваат помалку толерантни и не покажуваат желба да се спознаат едни со други. Европското раководство ова треба да го прифати како реалност и да разбере дека има одговорност да ја втемели взаемната религиска почит и толеранција. Ова е неопходно за внатре во секоја европска земја и помеѓу европските и муслиманските земји да се развие атмосфера на добронамерност за мирот во светот да не биде загрозен. Јас верувам дека причината за таквите судири и поделби не е само религијата или верувањето, и дека тоа не е само прашање на разлика помеѓу Западот и муслиманските нации. Всушност, главниот корен за причините на нередот е глобалната финансиска криза. Кога немало стопанска криза или кредитен слом, никогаш никој не се лутел поради приливот на доселениците, муслимани, немуслимани или африканци. Меѓутоа, ситуацијата сега е поинаква и таа ги предизвикала сите овие проблеми. Тоа лошо влијаело и на взаемните односи на европските земји и поради тоа секојдневно расте лутењето и нерасположеноста меѓу луѓето на одредени европски народи и на луѓето од другите европски земји. Оваа состојба на очај видлива е насекаде. Формирањето на Европската заедница е голем дострел на страната на европските земји, бидејќи тоа е средство за обединување на континентот. Затоа треба да ги направите сите можни напори да го сочувате ова единство со исполнувањето на меѓусебните права. Стравот и грижата која ја имаат граѓаните на членките на Европската Унија мора да бидат отстранети. Ако сакате да го заштитите општеството, треба да имате волја заедно да ги прифатите честните и праведни барања, кои ги имате еден кон друг, и секако мора да постојат честни и праведни барања на сите луѓе и од секоја земја. Запомнете, силата на Европа се наоѓа во тоа да останете обединети. Таквото единство нема да ви користи само во Европа, туку и на глобално ниво овој континент ќе може да одржи сила и влијание. Всушност, говорејќи од исламското гледиште, треба да се бориме целиот свет да биде обединет. Во поглед на валутата, светот треба да биде обединет. Во поглед на слободната работа и трговија, светот треба да биде обединет. Во поглед на слободното движење и доселување, треба да се развијат политики кои поврзуваат за светот да стане обединет. Во суштина, земјите треба да настојуваат да соработуваат една со друга, така што наместо поделба ќе се создаде единство. Ако се преземат овие мерки, тогаш наскоро ќе стане очигледно дека постоечките судири ќе престанат и ќе бидат надоместени со мир и со взаемна почит, под услов да се спроведе правда и секоја земја да ја свати својата одговорност. Со големо жалење морам да кажам дека, иако тоа е исламско учење, исламските земји не биле во состојба да се обединат меѓу себе. Ако биле во состојба да соработуваат и да се обединат, тогаш немало потреба постојано да бараат подкрепа, парична помош и помош од Запад со цел да ги олеснат внатрешните тешкотии и потреби. Со овие зборови, јас сега ќе говорам за вистинските исламски учења во поглед на втемелувањето на долгорочниот мир во светот. Пред се,
Темелно и основно учење на исламот е дека вистински муслиман е личноста од чии јазик и раце сите драги миролюбиви луѓе се безбедни. Ова е дефиницијата за муслиман која ја дал честниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Откако ќе се слушне овој основен и прекрасен принцип, може ли против исламот да се подигне било какво обвинение или приговор? Сигурно не. Исламот подучува дека само оној кој својот јазик и рацете ги користи за да шири неправда и омраза, заслужува да биде казнет. Според тоа, од локално до глобално ниво, ако сите страни би останале внатре во границите на овој златен принцип, никогаш не би имало неред. Никогаш не би постоеле политички борби и не би имало неред создаден од алчност и желба да се стекне моќ. Ако се следат овие вистински исламски принципи, тогаш внатре во земјите членки, јавноста ќе ги чува правата и чувствата меѓу себе, а владите ќе ги исполнуваат своите улоги во заштита на своите граѓани. А на меѓународното ниво, секој народ ќе работи заеднички во духот на сочувството и сожалувањето еден кон друг. Друг клучен принцип на кој исламот подучува е дека во напор да се развие мир, неопходно е страните да не се обидуваат да покажат било каков облик на горделивост. Ова честниот пратеник салаллаху алейхи веселем совршено го објаснил, кога рекол дека црниот човек не е над белиот човек и дека белиот човек не е над црниот човек. Ниту европеецот не е поголем, ниту има предност над било кој друг народ. Ниту африканците, азијците или народите од било кој друг дел на светот не се подобри од другите. Различноста по националност, боја или етничко потекло само се облик на препознавање. Вистина е дека во модерниот свет сите зависиме едни од други. Денес дури и водечките сили како што се Европа и САД не можат да преживеат останувајќи потполно исклучени од сите други. Африканските земји не можат да останат изолирани и да се надеваат дека ќе напредуваат, ниту тоа го можат азиските земји или останатите народи. Например, ако сакате вашата економија да напредува, тогаш морате да ја прифатите меѓународната трговија. Јасниот пример за меѓусебна поврзаност на светот прикажан е со фактот дека европската или светската финансиска криза од пред некоја година повеќе или помалку негативно влијаела на секоја земја во светот. Понатаму, ако поединечни држави сакаат да напредуваат во науката или да се стекнат на други полиња, од нив се бара да соработуваат и да се помагаат една со друга. Секогаш треба да се запомни дека на луѓето во светот, било тие да се од Африка, Европа, Азија или од било кое друго место, се мокниот Аллах им дал големи интелектуални способности. Ако сите страни колку можат ги користат своите од Бог дадени способности за поправење на човештвото, тогаш ќе видиме како светот станува дженнетот на мирот. Меѓутоа, ако развиените нации настојуваат да го потиснат растот и напредокот на помалку развиените или нациите во развој, нема сомневање дека ќе се шири загриженост и ќе произлезе вознемиреност, која ќе го разори меѓународниот мир и сигурност. Друг принцип на исламот за развивање на мирот е дека не треба да ја толерираме правдата кон другите или да дозволиме нивните права да бидат грамнати. Како што не би прифатиле нашите права да бидат одземени, не смееме тоа да го прифатиме ниту за другите. Исламот подучува дека каде и да се бара одмазда, таа мора да биде сразмерна на прекршокот. Меѓутоа, ако проштевањето може да доведе до подобрување, тогаш како можност треба да се земе проштевањето. Вистините и главни цели секогаш треба да бидат поправањето, помирувањето и развивањето на долготраен мир. Меѓутоа, што денес се случува во реалноста? Ако било кој направи престап или неправда, тогаш жртвата настојува да изведе одмазда која е потполно несразмерна и далеку поголема од што почетно направената неправда. Токму овие денови сме сведоци на такво нешто во судирите помеѓу Израел и Палестина. Главните сили отворено го изразија своето лутење
и грижа на случките во Сирија, Либија и Египет, иако може да се каже дека тоа во суштина се внатрешни работи. Но сепак, тие изгледа не се загрижени или не се многу загрижени за палестинскиот народ. Овој двоен стандард доведува до тоа во срцето на луѓето од муслиманските земји да растат приговори и омраза против главните сили во светот. Овој бес и непријателство исклучително се опасни и било кога можат да зовријат и да експлодираат. Што ќе биде резултат на тоа? Колку штета ќе биде направена на развиениот свет? Дали воопшто ќе преживее? Колку развиени нации ќе бидат погодени? Само Бог ги знае одговорите на тие прашања. Јас не можам да одговорам и никој на нив не може да одговори. Она во што можеме да бидеме сигурни е дека светскиот мир ќе биде уништен. Нека биде јасно дека јас не зборувам со цел за подкрепа или наклонетост на ниту една одредена поединечна земја. Тоа што сакам да кажам е дека сите облици на суровост, каде и да постојат, мора да бидат искоренети и сопрени, без оглед дали ги направил народ на Палестина или народ на Израел или народ на било која друга земја. Суровоста мора да престане, бидејќи ако и се дозволи да се шири, тогаш пламенот на омразата ќе го проголта целиот свет до таква мера што луѓето наскоро ќе ги заборават тешкотиите предизвикани со сегашната економска криза. Наместо тоа, ќе се соочат со многу пострашна состојба. Тука ќе се случат такви загуби на живот, што тоа не можеме дури ниту да го сватиме, ниту замислиме. Според тоа, должност на европските држави, кои претрпеле огромна загуба во текот на Втората светска војна, е да учат од своето минато и да го спасат светот од уништувањето. За да го направат ова, тие мораат да ги исполнат барањата на правдата и да бидат подготвени да ги прифатат своите одговорности. Исламот строго ја истакнува потребата секогаш да постапуваме на чесен и праведен начин. Тој подучува дека ниту една страна не треба неоправдано да има повластен третман или самата да биде повластена. Треба да се постапува така што престапникот ќе знае ако се обиде да постапи неправедно кон било која земја, без оглед на незината големина или незиниот статус, дека таквото нешто меѓународната заедница нема да го дозволи. Ако земјите членки на Обединетите нации, земјите кои извлекуваат корист од Европската заедница и земјите кои се под влијание на големите сили или под влијание на развиените земји, сите дојдат и ова го прифатат, тогаш и само тогаш ќе се создаде мир. Покрај тоа, правдата вистински може да биде втемелена само ако нациите кои имаат право на вето во Обединетите нации разберат дека ќе бидат повикани да положат сметка за своите постапки. Всушност, јас ќе одам еден чекор понатаму и ќе речам дека сила со право на вето никогаш не може да дозволи или да го овозможи мирот, бидејќи е јасно дека сите земји не се на еднакво ниво. Ова истото го кажав оваа година, кога им се обратив на водечките политичари и креатори на политиката во САД на Капитол Хил. Ако ја погледнеме историјата на гласањето во Обединетите нации, ќе видиме дека ветото на некои сили не било секогаш употребено за помош на оние кои биле угнетувањи или пак постапуваат на правилен начин. Всушност, можевме да видиме дека моќта на ветото во одредени прилики било злоупотребено за да помогне и да оди на рака на суровоста, наместо да ја спречи. Ова не е нешто што е скриено или непознато. Многу коментатори отворено пишуваат или зборуваат за тоа. Друг убав принцип на кој исламот не подучува е дека мирот во општеството бара човекот да го потисне својот бес, наместо да му дозволи да превлада над принципите на искреноста и правдата. Раната историја на исламот сведочи дека вистинските муслимани секогаш постапувале по овој принцип, а оние кои тоа не го правеле, остро биле прекорувани од честниот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи веселем. Но сепак, за жал, денес ова се случува секогаш.
се случува војските или војниците кои се пратени да воспостават мир, да се однесуваат на начин кој е сосема спротивен на нивните наведени цели. Например, во некои држави странските војници со мртвите тела на жртвите постапуваат на нечовечки и ужасен начин. Може ли мирот да биде втемелен на тој начин? Реакцијата на таквото однесување не може да се ограничи само на погодената држава, туку се покажува широм светот. Токму така, ако кон муслиманите се однесувало лошо, муслиманските екстремисти се осветуваат за тоа и мирот во светот е разорен, иако е тоа спротивно на учењето на Исламот. Исламот подучува дека мирот може да биде втемелен само со помагање на угнетените и на унетувачот на непристрасен начин, ослободен од лични интереси и лишен од секое непријателство. Мирот ќе биде воспоставен со давањето на еднакви основи за делување на сите страни. Бидејќи времето е ограничено, јас ќе спомнам само уште едно спорно прашање, а тоа е дека Исламот подучува на имотот и на богатството на другите да не гледаме со завист. Не треба да посакуваме нешто што му припаѓа на друг, бидејќи и тоа е средство со кое мирот може да биде нарушен. Ако богатите земји настојуваат да извлечат и да го користат богатството на помалку развиените народи за да ги задоволат своите потреби, тогаш природно вознемиреноста ќе се појави. Каде што е соодветно, развиените нации можат да земат мал или разумен износ за своите услуги, додека главните богатства треба да бидат искористени да им се помогне на неразвиените држави како би го подобриле својот животен стандард. Треба да им се дозволи да се развијат и треба да им се помогне во нивните напори да го достигнат истото ниво како и развиениот свет. Само тогаш мирот може да биде втемелен. Ако воството на овие земји не е искрено, тогаш западните или развиените нации треба лично да го следат и да го организираат развојот на таа држава, давајќи им парична помош. Голем е бројот на предметите и прашањата кои би можел да ги опфатам, но поради недостатокот на време, јас ќе се ограничам на овие кои ги спомнав. Сигурно е дека се што спомнав го представува вистинското учење на Исламот. Тука е едно прашање кое може да се појави во вашите срца и затоа ќе дозволите однапред да одговорам на него. Може би ќе речете, ако се ова вистински исламски учења, зошто тогаш гледаме толку поделби и нереди во муслиманскиот свет? Јас на ова веќе дадов одговор, кога ја спомнав потребата од доаѓањето на реформатор, и ние веруваме дека тоа бил основачот на Ахмадија муслиманската заедница. Ние Ахмадија муслиманскиот џемаат секогаш настојуваме да ги пренесеме овие учења на пошироката публика. Љубезно ќе ве замолам, сите вас, да направите напори и да ја кренете свеста внатре во вашите кругови на влијанието за овие прашања, за да може да се развие долгорочен мир во сите делови на светот. Ако ние не успееме во оваа задача, тогаш ниту еден дел од светот нема да остане сигурен од застрашувачкото делување на војната. Јас го молам Аллах Семокниот да ги оспособи луѓето во светот да се воздигнат над своите собствени интереси и да вложат напор да го спасат светот од идното уништување. Развиените нации на Западот се тие кои имаат најголема моќ во денешниот свет и поради тоа вашата должност е зачувувањето на мирот на сите други и морате итно да посветите внимание на овие работи од животна важност. На крајот, сакам повторно уште еднаш да ви се заблагодарам на сите вас што издвоивте време и што дојдовте да го слушате она што имав да го кажам. Нека Аллах ве благослови. Благодарам многу. रब्बे अज़ीम का बंदाए आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Денес го завршивме седмиот дел од книгата Светска криза и патот до мирот. Еселаму алейкум.